Добро вечер, жители на Крива Паланка, добро вечер, мои сопартийци, соборци, мои искрени другари и пријатели. Најнапред сакам да ви ја честитам новата година и божичните празници, новата 2013 година, година на борба, година на непокор, победничка 2013 година. Оваа година ќе покажеме на власта колку сме силни, колку сме сплотени и колку можеме силно да дадеме отпор и да извикаме доста е на оваа ненародна власт. После 24 декември во Република Македонија веќе ништо не е исто. 24 декември ќе се памети како ден кога власта изврши убиство. Изврши убиство во храмот на демократијата, ја уби демократијата пред наши очи. Онаму каде што треба да се гради, каде што треба да се дава пример за демократија во нашата држава. 24 ќе се памети како ден на борба за нова слобода, за ново ослободување на Република Македонија од оваа ненародна, од оваа тоталитарна власт, од овој режим на Никола Груевски и на фамилијата. Народот молчеше. Народот молчеше кога згасна еден млад живот за нивната победа. Народот молчеше кога се затвараа медиуми. Народот молчеше кога го затворија и постепено го убиваат и нивното чедо Љубе Бошковски. Народот молчи и сега и немо посматра од тарасите, од прозорците и од тротоарите. Но сега е време да се каже доста е, сега е време да се покаже отпор, за да не ги веднеме главите во иднина пред нашите чеда. Ке немаме образ да им кажеме зошто сме молчеле кога некој не угнетувал, кога некој ни е киднапирал државата. Зошто сме молчеле кога нашите деца се иселуваа по странство, наместо да работат и да живеат во нашата држава покрај своите родители. Оваа власт во оваа држава се што е ненормално направи да биде нормално. Направи да биде нормално да секое новородено дете биде задолжено со 2000 евра. Направи да биде нормално луѓето да тонат во сиромаштија, да гладуваат, а тие да се луксузираат, да крадат, а не да градат, и стана нормално да се тепат пратеници во законодавниот дом. Но не беа свесни дека тие удари не беа ниту на мене, ниту на Весна, ниту на Радмила, ниту на Јани. Тоа беа удари на 370.000 граѓани на Република Македонија. Удрија по сопствениот народ, но народот нема повеќе да молчи. Народот ќе го крене својот глас и ќе каже еднаш за секогаш доста е! Доста е повеќе угнетување, доста е од киднапирање на нашата држава. Република Македонија си има своји херои. Република Македонија си има своја историја. Не треба никој ниту да ја гази, ниту да ја крои наново историјата на нашата држава. Затоа ние заеднички ќе дадеме отпор, ќе кренеме глава, ќе кажеме стоп на тиранијата, ќе градиме една нова Македонија, една нова држава, една нова европска и демократска Македонија, која ќе оди напред во историјата, напред во Европа, а не назад во антиката, каде што тие не враќаат. На никој млад човек не му е битно дали е антички македонец, дали е словенски македонец. Секој млад човек, секој младо семејство сака иднина за своите деца. Не се живее од историја, не се живее од камен, од мермер, од бронза. Се живее од стабилни работни места, од добра социјална згриженост, социјална правда и социјална праведност. Никој од нас не може да отиде и да се храни од спомениците што тие ги направија. Тоа е еден чин што го има само во големите диктаторски земји, својствени на Лукашенко, својствени на Хитлер и на сите оние големи диктатори што владеели, што се уште се трудат да владеат во светот. Својата немоќ ја искажуваат преку грандиозни проекти. Народот тоне во сиромаштија.
32% од македонското население се сиромашни. 45% живеат со $5 на ден. 447 млади луѓе ја напуштија државата. И што прави нашата власт? Краде. Нашата власт вложи 500 милиони евра во камен, во мермери, во бронза, во златни огради, во врби, во Вардар. Зар ова го заслужува македонскиот народ? И кога ние сакавме да ја преточиме вистината, да не дозволиме нас да не задолжат нашите деца, нашите внуци, нормално играше пентрек. Оваа власт знае да владее само со пари и со стап. Затоа, нека си ги земат сите пари и нека не остават на мира да живееме достоинствено. Нека го остават народот да живее храбро и гордо, а не да умира коленички. Нека си заминат од оваа држава, нека ја напуштат власта и нека дојдат оние што на вистина си ја сакаат државата. Да живее Република Македонија!